Колку учениците ги читаат лектирните изданија, колку се осврнуваат на филмованите верзии или скратените, кои може да ги пронајдат на интернет. Во модерното општество, со помош на современата технологија, ова се случува се почесто, а наставниците велат дека и тие се обидуваат да ги употребат визуелните медиуми во самата настава. Телевизијата ја користам и во наставата, например филмовите, особено кога работиме драми и правиме споредба меѓу филмот и самата драма. Навиките за читање на книги се заменети со интернет порталите и пребарувањето на готовите писмени задачи, како по македонски јазик, така и постанатите предмети. Но тоа не останува неприметено, велат наставниците. Мислам дека интернетот многу негативно влијае, особено што се објавуваат готови изработки на текстови или анализа на ликови, така да децата ги користат во негативни цели при препишување во писмени. И би ги замолила подобро да прочитаат книгата, отколку да пронајдат готови текстови на интернет. Ние веќе сме запознати со тие текстови, добро ги познаваме. Наставниците сметаат дека колку може да биде корисен интернетот, толку и може да биде штетен, особено за задачите кои се добиваат по предмети како мајчиниот јазик. Токму затоа, велат образовните работници, треба да се врати навиката за самостојно читање и обработка на лектирните изданија.